Добре дојде во студио за моите гости, Јове Кекеновски, еден од првите луѓе кои пристапиле на ВМРО ДПМН, како вели вие велите Липчо Гергиевски како рекол дека всушност луѓето кои се основачи може да се смета дека се 2000 или 3000 можеби. Да, сите, да коригирам, сите оние кои што и пристапија со формирање, со чинот на формирање и со чинот на формирање на општинските комитети низ Македонија. Но сега сте во улога на оваа дебата како еден од луѓето кои најавуваат реформи, можеби единствениот, заедно со група, имате цела група на луѓе, вклучувајќи Амстердамската тројка, и еден од највлијателните, можеби, opinion makeri, експерт за односи со јавност, Петар Арсовски. Одиме со вчерашниот настан. Ја чувствувате ли како ја доживувате вчерашната бомба на Заев? Дали станува збор за, како се коментира на социјалните мрежи, дека представува всушност уште една серија од турските сапуници, нема никаков ефект? Така ли да доживувате? Не, видите, вчерашниот собир трибина, митинг, како сакате наречете го во универзалната сала, во содржината на бомбите е некаква нормална прогресија и еволуција на материјалите, но по својата форма представува квалитативен додаток на приказната која СДСМ ја пласира во моментот. И секако една прогресија кон ескалација, односно кон една катарза, кон едно жариште, во кој ќе мора да се одлучи кризата каква развршница ќе има. Во моментот тоа е тешко да се прогнозира, бидејќи ние конечните потези од четирите главни фактори ги немаме. Ние немаме конечно Заев што предлага и кои се конечните материјали. Немаме конечен став од Груевски. Тој во моментот изгледа како да чека олујата, како да чека да преврне. Немаме конечен став од меѓународната заедница, немаме конечен став од албанските партии. Ја заборавате јавноста. Доволно ли е мобилизирана? Се чини дека е премногу пасивна? Видите, јавноста во последните безмалку 10 години стана многу инертна и многу анестетизирана. Ние имавме посериозни провокации, посериозни причини за делување за јавни протести, како затварањето на една телевизија, како 24 Мартин Нешковски и така натаму, на кои јавноста реагираше на релативно анестетизиран начин. Мислам дека е потребен еден малку подолг период од неколку месеци, но гледам дека тоа веќе се случува. Сега проминуваме кон фаза на хиперсензибилизирана јавност. Ние веќе студентите протестираат на еден многу посериозен начин, хонорарците на еден многу посериозен начин, родителите на Тамара на еден многу посериозен начин. Тоа будење се случува. Се гледаат варијаблите во истражувањата, но мислам дека потребен е уште еден период за јавноста да го заземе своето вистинско место како критички коректив. И мислам дека оваа прогресија е во таа насока. Добро. Професор Кекеновски, бевте ли вчера во универзална сала? За одблиску да ги доживеете, да ја доживеете детонацијата на бомбите? Значи, јас детонацијата на бомбите ја доживувам постојано, слушајќи ги граѓаните на Република Македонија, следејќи ја јавноста на Република Македонија, и мислам дека не ми е место до таму, од причина што можеби, него сигурно ќе бидеме етикетирани, во принцип етикетирани дека дел од странските служби малку на шала. Или можеби вие им ги делуваат, да. Значи, во секој случај јас внимателно ги следам сите пресови кои што ги држи Социјалдемократскиот сојуз, и ако се сеќавате, сум еден од првите кои што јавно повика се што има да излезе на површина, и ние во самата партија да едноставно по еден демократски пат, по еден легитимен пат да ги расчистиме сите овие случувања кои што не идоликуваат на една партија со префиксот пред се демократска партија, а второ партија која што се бори за единство на македонскиот народ. Бидејќи сето она што се случува длабоко го навредува самото име, длабоко го навредува секој оној демохристијанин, длабоко го навредува секој граѓанин на Република Македонија, слушајќи ги сите оние разговори кои што се воделе. Значи, јас не можам цел ден да се изначудам до каде може да оди агресивното однесување, до каде може да оди без чувствителноста на функционери, на представници на нашата партија во власта, кои што биле спремни заради реализација на својата цел да јадат, буквално да јадат тие живи деца.
Значи, јас се срамам од сите оние кои што употребувале таков речник, да го изгориме, да го запалиме, да ги сотреме и така натаму, кои што целата јавност ги слуша. Во однос на ова што го прашавте, нели, Петар, јас се согласувам дека ова е само еден континуитет повеќе и можеби вчерашната бомба осуд, како што ја водат, нели, социјалдемократите, повеќе беше наменета за странците, отколку за домашната јавност. Голем дел од нашата домашна јавност се уште е под влијание на огромните, односно на големите медиумски куќи со национална концесија, кои што зрашат низ цела територија и можеби потешко допира до нив сето ова. Кога велам израчи пропагандата всушност. Повеќе од јасно дека за мене е тоа класична злоупотреба на медиумите. Јас имав еден научен труд како се злоупотребуваат медиумите во Република Македонија во тој контекст и мислам дека еден континуитет кој што пред се охрабруваат меѓународната заедница, бидејќи недозволиво она што го слушаме таму не идоликува на ниедна држава, а поготово не на држава која што е на прагот на влез во Европската унија и во НАТО алијанса. Добро. Ајде околу аргументите на ВМРО ДПМН прво, па потоа можеме да одиме и со онаа најава од страна МВР. Кога велам МВР, секогаш го грешам терминот МВР, како би рекла госпоѓата министерката за полиција Јанкуловска. На шега се разбира. Кој е аргументот на ВМРО ДПМН? Велат, прво рекоа дека станува збор за странски служби и самиот премиер Груевски тоа го рече. Вчера веќе одат со теза, односно со соопштение во кој велат дека се премонтирани, залепени сите тие прислушкувани разговори на кои СДСМ се публикуваат дека се автентични. Видете, мене ми изгледа дека во моментот стратегијата на ВМРО ДПМН е да ја преброди оваа криза во бункер, во една дефанзива. Надевајте се дека таа ќе помине, како олуја, ќе искрши некој прозорец, после тие се појават и ти ги поправат. Повеќе линии гледам на аргументација. Првата е дека изворот на материјалите е поважен од нивната содржина. И тој цела една плејада на аргументи. Кој земал, кој на кого му однел, како се добиени, зошто се добиени, и дека всушност изворот на материјалите е поважен од темите кои самите материјали. Но сега говорат и за содржината, заради тоа што велат дека е монтирана содржината. Втората линија е... Не е ни надвор од контекст, туку е залепена. Залепени се тие ленти и премонтирани. Втората. Практично се фабрикувани. Втората линија е автентичноста на таа содржина и дали таа произведува некакво процесно или правно дејство. Дали е добиена по легален пат, не е добиена по легален пат и така натаму. И дали таа мора или може да произведе некакво процесно дејство. Третата линија на аргументација е, ако може, случајот да се реши низ постојните институции без тие да претрпат реформа. Ако може да се заврши во судски процес во сегашните судови, ако може да се заврши во обвинителство така како што е сега устроено, каде актерите се дел од прислушкуваните разговори. Апсолутно. Ако може да се заврши низ јавна дебата на медиумите кои се устроени вака како што е, додека целата аргументација на СДСМ е сосема обратна. Таа е содржината и темите кои ги отвараат материјалите се поважни од нивниот извор, материјалите и тоа како произведуваат процесни дејства, бидејќи отвараат сомнежи за сериозни злоупотреби на државната позиција. И трето, не може да разговараме за развршница на овој случај во институциите така како во сегашната политичка констелација. Да. Тие две диаметрално спротивставени позиции те донесат до некаква катарза на политичкиот процес. При тоа јас споменав меѓународната заедница, знаете како во овој процес, особено со последните информации за изборни манипулации, меѓународната заедница ќе мора да одлучи кога разговара со Груевски, дали разговара со влада која е недемократска и авторитарна, но и те добива на избори, или разговара со узурпатор. Додека не ја донеса таа одлука, ние нема да имаме од нив конечен став. Добро. Се согласуваме Клучот е кај меѓународната заедница. Повеќе од јасно, ние неколку пати како форум на слободоумни патриоти го кажавме тоа, дека во една ваква констелација на односи каде што имате позиција и власт, каде што извршната власт буквално го контролира секој останат сегмент на останатите типови на власт. Го киднапирал можеби по соодветен збор. Па добро, вие тоа го кажавте, можеби уште и јас во неколку наврати кажам ова тоталитарен начин на владење апсолутно, односно партискиот начин на владење, пресликување на ниво на држава, кој што нели постојано го имаме ние за овие сите 5 извештаи дека држава
државата е срасната со партијата. И оттаму велам овој тоталитарен начин на управување со партијата и со државата, сигурно дека мораме да го спречиме што е можно побрзо. Меѓутоа, онага како што се поставени со апсолутна доминација на неколку луѓе, монопол над сите типови на власт, е неиздржливо. Ниту смеело до сега ние да дозволиме така да се одвиваат работите, меѓутоа очигледно се има крај. Па оттаму јас не сум оптимист дека можат на иста маса да седнат во догледно време социјалдемократите и ВМРО ДПМН, бидејќи од друга страна гледаме дека социјалдемократите апсолутно го оспоруваат легитимитетот. Од друга страна исто така се поголем број на членови се незадоволни кои што ја даваат до вчера поддршката на Говорите за членови на ВМРО ДПМН? Апсолутно за членови на ВМРО ДПМН и поготово за граѓаните на Република Македонија. Јас мислам дека полека созрева свеста. Ние бевме граѓаните во најголем дел во Република Македонија се во еден медиумски мрак, во една медиумска пропаганда, како што реков и претходно, меѓутоа полека излегува се на површина. Значи, на почетокот со самото излегување на Груевски, јас реков дека тој дава автогол и мислам дека се однесуваат се по-конфузно и се постојано даваат повеќе автоголови на собствена сметка, што јасно укажува дека немаат одредена концепција како да се бранат. Туку единствена концепција им е да помине малку време за да може да се заборави сето тоа, па евентуално низ судска постапка каде што тие го контролираат во моментот судството, бидејќи повеќе од јасно на сите ни е дека начинот на кој што се бирале судиите, начинот на кој што се донесувале судските одлуки, видовме ни сите овие 7-8 бомби, дека е се под нивна апсолутна контрола. Се додека, значи, они играат на таа карта, ако можат, како што рече и Петар, сето тоа да го пролонгираат и доколку можат да го решат во една ваква констелација на односи, односно додека се нивните луѓе на тие позиции кај што се. Да. Иако се очекуваше уште по првата бомба дека Заев може многу лесно да биде уапсен, тоа не се случи. Вчера, за време на одржувањето на трибината во универзална сала, имаше соопштение пратено од МВР каде Заев се терети кривично дека треба да одговара за некаква коруптивна сделка од 200.000 евра. Сметате ли дека на тој начин ќе биде екзекутиран политички, се разбира, Заев? Среди тоа што меѓународната заедница јасно стави до знаење дека Заев не смее да заврши зад решетки доколку станува збор за пуч и сега ВМРО ДПМН бара останати форми на делување, односно на негово затворање. Јас не сум запознат со деталите околу случајот, ниту јас знам аргументација или евентуалните докази кои може да се појават во текот на постапката, но секако ова за Заев предизвикува дополнителна тензија и дополнителен напад. Јас не сум сигурен дека може некаква брза правна процесна постапка да се случи и по второто обвинение за Заев, бидејќи сепак мислам дека во ваква ситуација на хиперсензибилизирана јавност, па и меѓународна заедница, сепак институциите нема да можат да постапуваат било како. Туку ќе мора внимателно да прегледаат пријавата, внимателно да размислуваат по обвинението и така се повикувате на совеста на Зврлевски, претпоставувам. Не на совеста, туку на политичкиот контекст во кој јавното обвинителство во моментот работи. Под лупа и на оваа јавност е меѓународната заедница и јавност, се разбира. Но дали ВМРО ДПМН би седеле со скрстени раце и слушајќи ги сите овие бомби и понатамошните и не преземајќи буквално ништо? На која карта ќе играат тие? Не знаеме. Дека јавноста не може да се сензибилира, да... Па првата стратегија нивна е очигледно таа, дека штетата која материјалите ќе направат е сепак штета која таа можат да ја поднесат. Мислам дека со ескалацијата на материјалите и со ескалацијата на јавноста во таа смисла, мислам дека се тие изнудени да повлечат дополнителни потези и ова го толкувам во таа насока. Ако може да се надоврзам. Значи, кога велам, постојано одат од грешка во грешка. Она што се случи вчера, додека трае нивната бомба, промовирање на доказите од така наречената 8 бомба, се случува истовремено и соопштение на МВР, односно пресконференција на портпаролот. И сега слушаме за 200.000 евра подкуп.
Видете, тие затвараат доктори, каде што земаа подкуп од 100 или 200 евра и не чека ни еден секунд судијата во предистражната постапка веднаш им одредуваше притвор. Да. Факт е дека овде има малку притисок, меѓутоа ако се работи за 200.000 евра, ако ти имаат обезбедено докази, сигурно нема да се либеа ниту една минута да го остават надвор од институцијата. Особено кога го изведува бомбашкиот напад. Ајде околу, во ред, ајде околу трансформацијата на ВМРО. Кажав дека сте еден од клучните, можеби клучниот човек кој работи на таа трансформација и на пуч на Груевски. Кого имате зад себе? Па зад себе во главно се ние старите членови на ВМРО-ДПМН, оснивачи, оние што се незадоволни. Кога велам незадоволни, не од начинот дали добиле нешто, туку од начинот на кој што досега се водеше партијата. По бројки што значи тоа? Па тоа е огромна бројка, верувајте, ние не ги евидентираме членовите, меѓутоа постојано се повеќе и повеќе ни пристапуваат. Еве наредниве денови ќе слушнете дека бивши министри, бивши пратеници се повеќе пристапуваат. Имаме ние навистина разговори со дел од актуелните, меѓутоа верувајте дека тие се толку исплашени од сето она што претходно се случувало и немаат можност, односно немаат храброст во момент да истапат. Меѓутоа поголем дел од нив ни ја дава поддршката. Добро. Полутајно или тајно, така би рекол. Господин Кекиновски, вие за време на претседателските избори тврдевте дека имате поддршка од членството. И тоа дека станува збор за огромен број и сега една година подоцна истото го тврдите. Знаете, едно е членство, друго е конвенција или друго е конгрес. Значи, вие многу лесно, начинот на кој што се избираат членовите на конвенцијата, јасно укажа дека тие не оставаат на случај. Во главно тоа беа луѓе кои што однапред беа делегирани. Можеме да говориме со факти, бидејќи голем број на оние кои што претходно беа во средата на вечер беа променети од листите. Второ, исто така кога говориме за поддршка на членството, не говориме за поддршка од 1000 луѓе кои што се делегирани по институциите, кои што утре ќе треба да бидат делегати на конгрес или се членови на Централен комитет. Вас ве очекува конгрес во мај, господин Кекиновски. Да, видете, конгресот до тогаш дали што ќе се случи до тогаш? Па до тогаш јас очекувам поголема поддршка, односно притисок на меѓународната заедница да се расчисти со сите овие случувања, бидејќи сериозно е начнат легитимитетот на премиерот, меѓутоа и легитимитетот на председателот на партијата на ВМРО-ДПМН. Но ако се испостави дека се вистините информациите дека станува збор за 300.000 евра во меници кои биле потпишувани на нотар од страна на пратеници, несумнено дека и овој пат не би имале вие шанса. Во кој контекст говорите шанса? Говориме да собереме, знаете што, имаме ние еден проблем, мораме тоа да го признаеме, тоа е реален проблем, бидејќи сите ние сме надвор од органите и телата на партијата. Меѓутоа, органите и телата на партијата се само неколку илјади луѓе во Република Македонија. Ако го погледнете целото членство на ВМРО-ДПМН, дајте ние ќе направиме конгрес, меѓутоа дајте делегатите нека ги изберат долу од базата, нека ги изберат поместните комитети во една демократска процедура, па ќе видиме како тоа ќе го добиете. Ќе апелирате Груевски тоа го стори? Не, ќе апелираме до членството да не дозволат делегатите да се бидат наметнати од страна на актуелното раководство. Добро. Господин Арсовски, како гледате за овие најавени реформи од господин Кекиновски? Какви се шансите? Ако фактите би се повикала, всушност не на факти се разбира, туку на информации и шпекулации, дека тоа членство е уценето, притиснато. Видете, јас не би ги потценил шансите на таа опција. Ако ми дозволите, кризата на политичкиот наратив на левицата во Македонија завршува. Кризата на тој наратив беше дека таа опција ја води напред државата, но не може да победи на избори. Кризата на политичкиот наратив на десницата допрва доаѓа. На левицата заврши, на десницата допрва доаѓа, бидејќи тој наратив е ние победуваме на избори, но не ја носиме напред државата. И во таа смисла ние сме биле сведоци повеќе пати на раслојување на нови идеолошки платформи од онаа политичка опција која се наоѓа во криза. Така беше НСДП, така беше ДЕА, ако сакате и така натаму. И во таа смисла ова треба да се разгледува како еден нормален еволутивен процес на една опција која е во идеолошка и криза на политички. Но какви се шансите, прашувам? Па, политичката констелација е таква да во моментот таквата платформа има шанси да земе значаен дел од симпатиите на политичката десница. Но прислушкуваните разговори покажуваат дека начинот на владење
не само со државата, туку и со партијата функционирал токму со уцени, притисоци и закани по живот на одредени луѓе. Еднострано ги гледате работите. Да, меѓутоа заборавате дека народот се постојано и се повеќе се ослободува, добива на храброст повеќе. Значи генерално каде го видовте тоа? Па јас постојано комуницирам со членството, постојано комуницирам со граѓаните и го чувствувам. Тие ви гарантираат дека би застанале зад вас? Ако се похрабро ми се јавуваат на телефон, ако се похрабро седнуваат со мене, не велат, дајте немојте да говориме на телефон, дајте да се сокриеме некаде. Имате ли некоја меница да како потврда дека навистина се работи за уценати? Јас немам апсолутно тоа немам. Јас го добивам од информација од тие што потпишале, меѓутоа сега за сега се уште немаме ништо. Се во на база на непотврдени информации. Добро, која е улогата на ВМРО-вската тројка, односно амстердамската тројка? Никола Димитров, Перо Димшовски и Владимир Лазаревич. Па не знам која е улогата, меѓутоа во принцип они во еден момент, значи во оној момент кој што ние излеговме пред нив, нели, се и поистоветуја нивните заложби и нашите заложби, значи генерално сите се залагаме за демократизација на партијата и за заменување на ова актуелно раководство кој што го обрукало лицето на ВМРО-ДПМН и оттаму. Координирани ли сте? Ние комуницираме. Допрва ќе се координираме за идни заеднички настапи понатаму, меѓутоа во овој момент се само на ниво на комуникација и на апсолутна поддршка на она што тие го направи и што ние го направивме. Може ли да ви ја преземат лидерската позиција и да го елиминираат, односно да го стават како со второстепенен значење овој форум на слободоумни патриоти, чии манифести тука да не се? Знаете, во овој момент не смееме да дискутираме на таков начин, апсолутно не смееме да доведеме во прашање нашите суети, бидејќи имаме една и единствена цел, значи да ја спасиме пред се државата, а потоа да ја спасиме и партијата. И во тоа сме сите согласни, сите сме на иста позиција и верувајте, и овој форум го води координативно тело. Јас сум можеби во моментот само нивен експонент во оваа ситуација, меѓутоа сепак сме прва лидерот ќе биде изгласен. Повеќе од јасно, така да би било ли удар за вас, например, еден Никола Димитров да биде лидер на ВМРО-ДПМН? Во овој форум, за ваша информација, иако го основаа оснивачи на ВМРО-ДПМН, во овој форум се отвори и за сите оние добронамерници кои што мислат добро на државата. Добро, прашам, дали добронамерникот Никола Димитров би ви пречело доколку би станал лидер? Не, ние значи комуницираме и апсолутно не сме да секој. Која препуштате можната лидерска фотелја? Значи апсолутно во овој момент биде изгласан. Во овој момент апсолутно не размислуваме на таа тема и не треба да се размислува на таа тема. Повеќе вие шпекулирате како новинари во тој сегмент, меѓутоа никој апсолутно не разговара на таа. Шпекулираме, ве прашувам. Господин Арсовски, има ли шанси ваков тип на реформа и каква е улогата на оваа амстердамска тројка која споменав? Да се разбира дека има шанси. Ви велам, политичкиот контекст е таков да можат да соберат симпатии, особено ако предпоставиме, и мислам дека е тоа разумна предпоставка, дека има членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН кои не се согласуваат со начинот на кој владеела врхушката на ВМРО-ДПМН во последниот период. Да, но оние негативни реакции, еве со вас можеме да почнеме, негативните реакции кои станува збор за амстердамската тројка, им се замерува дека всушност не се ВМРО-вски членови се симпатизери, се идентификуваат веројатно со таа партија, но не и припаѓаат. Па видите, што е спорно? За не ви е спорно. Апсолутно. Значи реков, ние ја основивме од основачи на ВМРО-ДПМН, меѓутоа се отвараме пред сите добронамерници. Прашањето е дали голем дел од гласачкото тело и симпатизерите на ВМРО-ДПМН кај таа амстердамска тројка или како сакате форум, кај тоа едно движење кое се сублимира околу некаква политичка идеологија која е различна од сегашната, ќе најде поддршка. Дали гласачите ќе се идентификуваат со тоа, дали поддржувачите ќе се идентификуваат, дали во основа демохристијаните или ако сакате десната политичка сцена, ќе се идентификува со тоа движење повеќе од што со сегашното ВМРО. Јас да поставам едно друго прашање. Добро. Како е поголем ВМРО-вец, да речеме, Гордан Јанкуловски или Миле Јанакиевски или сите останати министри во владата на Република Македонија од овие кои што порано биле членови, односно биле членови на владата, нели? Тоа е еден од контрааргументите. ВМРО-ДПМН ја изгуби со доаѓањето на Никола Груевски, ја изгуби на препознатливост. Значи, они отидоа од партија да формираат движење каде што не ги интересира се апсолутно политичката припадност.
И сега доаѓате во ситуација да вие имате повеќе СДС-овци во ВМРО ДПМН отколку што имате во самиот Социјалдемократски сојуз. Ајде околу контрааргументите. Господин Џунер Исмаил напише на Facebook, на социјалната мрежа Facebook, која веќе прерасна дури и во вистински медиум, дека станува збор за фашисти всушност, заради тоа што соработувале со владата на Груевски, кога говориме за оваа амстердамска тројка, Димитров, Димшовски, се извинам, и Лазаревиќ. Па, навистина непотребна етикета на овие млади момци, ако е така напишено како што е напишено. Голем дел соработувале, меѓутоа не значи дека соработувале, меѓутоа не значи дека учествувале во сето она што еве го слушаме деновиве. Мораме да правиме тука разлика. Но и ги затвореле очите, господине Кекеновски. Се согласувам во еден сегмент, ако ги затварале очите, сигурно дека е тоа голема негативно за сите нив, меѓутоа јас не би сакал да верувам дека до тој степен отиде на работата и кај нив. Добро. Еден од предлозите е да се укине, еве можам да го цитирам дори господин Џунер Исмаил, иако има тој своји следбеници кои се согласуваат со неговото мислење, неговата теза, дека ВМРО ДПМН треба како партија да се укине, дека направила низ модерната историја зулуми и злодела и дека треба да биде конституирана некоја нова современа партија која не би ја имала хипотеката на досегашните раководства. Ете, што е проблемот со тој наратив? Во моментот, голем дел од македонската политичка јавност е исклучена од државните процеси. Голем дел од невладениот сектор, голем дел од либералната, ако сакате, политичка сцена е исклучена од политичкото одлучување, од учеството во политичкиот процес. Ние не сме завршиле работа ако утре голем дел од демохристијанската сцена исто така ги исклучиме од политичкиот процес. Ние мора да најдеме начин за некаква реституција на нормален систем, во кој и едните и другите низ нормална дебата ќе можат да бидат политички застапени. Значи, не можеме ние она за кое му забележуваме во моментот на ВМРО ДПМН да го пресликаме како рецепт за некаква идна влада. Знаете што, мислам дека малку е прерадикален кога говорам за Џунер Исмаил ако во тој контекст, од причина што ВМРО ДПМН е постоело и ќе постои и понатаму. Значи, ние нема да дозволиме некој ако правил злодела, ако се огрешил од моралот, ако се огрешил од уставот, да помине неказнето. Најпрво во овој момент ја бараме политичката одговорност, а понатаму ќе ја бараме и секој друг вид на одговорност која што треба да ја понесе секој оној кој што ја довел државата до оваа дереџа, меѓутоа и партијата до оваа дереџа. И оттаму ние се залагаме во едно соопштение кој нивате да ја прочистиме партијата од така наречената нечиста крв, од сите оние кои што се огрешиле, од сите оние принципи, начела, устав и закон на Република Македонија. Добро, не е ли подобро да се избришат оние 4 букви за кои особено вие во ВМРО велите дека се златни букви во историјата, заради тоа што станува збор на вистина за едно анахроно име и нема никаква врска со... Апсолутно не гледам причина да се избрише, меѓутоа вие видовте дека кроз се ова понова историја македонска имаше голем број на политички партии со голем број на префикси, така да можеби и во иднина ќе се појави нова ВМРО ДПМН, меѓутоа мислам нова ВМРО, меѓутоа апсолутно не мислам дека треба да се избрише, иако тоа велам пак припаѓа на сите македонци. Добро, јас благодарам што сте гости.